Говорот на телото е нешто кое што се врзува со она што ме праша колегата, а тоа е дека говорот на телото е многу важен. Има неколку работи кои што се многу важни да ги запамтите кога се обраќате на публика, во јавност, во комуникација, во дебата, во презентација, што и да е. Или доколку се смета да себе си за лидер, тоа е уште поважно. А тоа е дека говорот на телото, например, конкретно еве имате пример, нема кревање на рацете над рамената. Значи, кога зборувате, гледајте секогаш рацете да ги движите во висина на рамената. Секое кревање на рацете над рамената представува дека веќе јас нешто сум изнервиран, дека нешто јас веќе, како да ви објаснам, нешто сакам да се лутам, дека јас нешто ве напаѓам. Значи, тоа ви е исто кога ве застанува полиција и кога застанувате вака, за да им покажете дека рацете ви се чисти, дека немате ништо, или ги држите во висина вака, затоа што ако застанете вака, ќе мислат дека во секој момент можете да ги нападнете. Значи, тоа е многу нормално, тоа се многу природни работи кои што природата си ги одредила сама на себе, да ги препознаваме како дел од животинскиот свет и да добиеме веднаш одбранбен механизам. И истото важи, ако сега јас почнам вака вам да ви објаснувам и вака да се размахнувам со рацете, тоа значи дека јас или нешто имам проблем со вас, или дека не сум нешто поред. А ни едната ни другата варијанта не ви оди во полза, сериозно ви кажам. Во говорот на телото, ако имате проблем да ги гледате луѓето во очи, а ќе ви зборувам за типологија на публика кратко, бидејќи тоа е многу важно, има цела наука која што сега се занимава со тоа. Ако имате проблем да гледате во публика, мене, например, ми представува малку сериозно проблем што сум на високо застанат, но сета среќа што сум малку повисок, па можам да гледам позади, но ако сте пониски, ова ви одговара совршено. Мислам, не намаса на... Кога имате проблем да гледате во публика, најчесто одберете луѓе кои што носат очила со диоптер. Мислам, какви да се очила, макар и да се за мода самоставени, не е тоа важно. И, например, ги гледате луѓето во диоптер. Бидејќи светлината која што се создава, која што најчесто прави рефлексија на очилата, не ви дозволува, или самото тоа што има очила, не дозволува вие да имате директен ај контакт со личноста која што ја гледате. Истовремено, тоа не ви дава можност да се почувствувате малце како некој да ве обвинува или нешто, или, например, сега јас гледам во некој, тој гледа настрана, како што гледаше пред малку, и сега јас тука почнам да се прашувам, чекај сега дали нешто кажам што не треба. Ба тој си гледа настрана за да си ги отвори очите едноставно. И во тој момент, ама јас, например, не му го гледам целиот склоп на окото. И автоматски не ми го одвлекува вниманието. Ако ја гледам неја, например, застаната и вака ме гледа. Тоа е типологија на публика, например, кои што седат и кои што кога ќе ги погледнете, чувствувате како тоа што го зборувате да го знаат. А кога ќе добиете чувство дека зборувате нешто што некој во публиката знае, истовремено се чувствувате дека таа иста личност ве преиспитува. И ако не ви кимне со главата, како што ми кима колешката овде цело време или тука, ако не ви кимнат со главата, тогаш имаме проблем, нешто имам кажано што не треба, значи не е така. Затоа немојте да се завлекувате веднаш за луѓето кои што ви кимаат со главата. Тоа е многу убаво, верувајте ми. Вака да држите предавање или да зборувате на публика и некој да ви застане така да ви прави. Значи тоа е навистина многу убаво, бидејќи вие вашето его на тој начин си го храните, си го подхранувате и си викате јес на добар пат сум, супер, ајде, терај, ама тоа е истовремено многу погрешно. Првиот момент, бидејќи таа не го прави тоа за да ми има мене со глава, може и да премине да речеме во тик, а може и да е кај некого тик во прашање. И сега одеднаш првиот момент кога ќе застане главата, вие се фаќате во коштец, одеднаш има проблем, значи тоа што го зборувам не е вистина. Или не е правилно. Значи вие од улога на авторитет кој што добил можност да зборува на публика да и се обраќа, вие одеднаш се подредувате, односно се подчинувате, да речеме, под личноста која што ви кима со главата и вие го немате веќе авторитетот. Тука веќе имате и проблем да се обраќате и воопшто на публиката. Бидејќи ќе почувствува публиката дека вие немате контролата. Туку ја има некој во публика контролата.
Истовремено, например, кога веќе почнавме околу типологијата на луѓе, имате луѓе, во денешно време тие се нова категорија, луѓе кои што постојано седат на мобилен. Значи, тие се нова типологија, до сега беа 6 или 7, сега се веќе 8 на кај 9 се движат типологии, и тие луѓе, например, да, вака те гледам, пошто гледам вака дека ми се стануваш, има луѓе кои што вака цело време се куцкаат во мобилен. Нека не ве деранжира фактот дека некој цело време седи со главата во мобилен. Мислам, прво јас сум многу изненаден дека овде видов досега само тројца така. Морам да признам и да ви се заблагодарам за тоа. Но кога ќе погледнете такви луѓе, немојте да мислите дека тие луѓе не ве слушаат. Немојте да мислите дека тие луѓе не знаат што зборуваат или не ве следат. Може би дел од нив седат и си запишуваат на мобилен, бидејќи, фала Богу, 21 век сме, па некои си користи техника за запишување, сега звучам како баба ми. Ама, истовремено има луѓе, например, кои што може би ве оговараат и ве твитаат. Ама пак и ве хейтаат на Твитер или пак ве пофалуваат за тоа што го правите. Ама истовремено тоа значи дека ве следат што зборувате. Значи дека тоа допира во нив. Најмногу во денешно време најголем проблем се токму таквите луѓе кои што, бидејќи сме се навикнале на сите останати, па сега овие ни се проблем бидејќи се нови во публиката. Тоа ви е исто кога одите, не знам дали некој од вас беше на Engage на конференцијата за друштвен активизам. Да. Значи, одите на таков настан и на таков настан е очекувано од вас да седите и да твитате, да запишувате, да праќате коментари и такви работи. Значи, никој не очекува од вас така да седите втренчени во мислам во човекот кој што зборува или личноста. Тоа ви се, значи, имате луѓе кои што одобруваат, акламаторни луѓе, имате луѓе кои што пуцкаат, имате луѓе кои што седат и ве гледаат вака скаменети. За тие луѓе не можам да ви кажам искрено дали ве слушаат или не, ама не се ни важни бидејќи не мрдаат. Така да не правам проблем. Имате луѓе кои што седат, например, седат вака. Значи, поднасмејани се, со едното окце вака ве гледаат под крената веќе, ако можат тоа да го прават поради рецесивните гени, да речеме. И вака седат и вака ве гледаат, и тие луѓе вака овде, и вака на лицето им гледате прашалник. И вие имате, мислам, дури и прашалникот има таква некоја форма кога овој дел е под крената од лицето и таква форма некоја има. Значи, тие луѓе се сериозен, сега можете што сакате да правите, ништо не гледам. Толку, само вас ги гледам овде прве. Тие луѓе... не се. Можете пати да правите општо да не ве забележат. Тие луѓе се сериозен проблем, верувајте ми, мене ми се некогаш проблем. Например, еве колега овде седи, вака седи од прески, вака. И сега ја од преска се прашувам, чекај сега, имам проблем. Прво ме слуша, тоа знам. Значи тоа да бидете сигурни дека тие луѓе може би и најмногу ве слушаат. Ама добро што ме слушаат. Него што слуша е прашањето. И цело време ве преиспитува. Имате од истиот тој тип на луѓе кои што ќе седат и додека вие предавате, ќе седнат и ќе си листаат во книгата и ќе прават вака. Да проверат докаде сте вие со предавањето, ако зборуваме за конкретни предавања кои што се тематски според програмска содржина. Тие се многу страшни, бидејќи ве преиспитуваат цело време и најчесто гледајте да ги игнорирате. Кога сте на сцена, каде што не се гледа публиката, освен луѓето што носат очила, бидејќи во публика текна, кога зборувам за сцена, мислам, некогаш ако се случи да треба да примите некаква награда, да излезете на сцена. Пред вас е сето темница, бидејќи сите рефлектори во вас вака светлат. Немојте, има многу луѓе кои што прв пат излегуваат на сцена и вака ќе се качат вака на сцена и вака ќе направат. Значи, игнорирајте ги рефлекторите. Подобро гледајте долу со погледот вака некаде или гледајте во личноста која што ве пречекува на сцена, отколку вака да правите како да сте уплашени.
Мислам, тоа е вистина, треба да се појавуваат, да ви светат многу рефлектори често, за да се навикнете на таа работа. Нека не ве плаши тоа што пред разгледате Црна темница, не знаете колку луѓе има и не знаете кој што ви прави. Бидејќи вака е лесно, не гледам сите, еден по еден можам сите да ви изгледам, не е тоа проблем. Ама таму не. Таму, секогаш да знаете, на секоја сцена, особено на Балканот, има еден дел каде што се наоѓа техничкиот аспект, режијата, има две стакла горе. Тие се, значи мачкини очи кои што се викаат, и можете да си гледате во нив. И автоматски нема да гледате публиката пред вас. А ако не сакате да се правите наутрени дека гледате таму негде позади, тогаш обврзно најдете човек со очима. Еден мора да има во публиката. Затоа што рефлекторите создаваат оцјај, тогаш па ништо нема да гледате во нив. Едноставно само ќе знаете дека некому му зборувате, некому му се обраќате и добивате чувство на нормална комуникација. Кеша. На voice coach? На voice coach, да. Колку пат? Јас завршив тренинг за глас во Македонската радиотелевизија во 2007 и 2008 година. Активно одев 4 месеци и има многу вешки за контрола на гласот, кои што јас можам и да ги напишам или да ги пратам на емит, на кој сака да се искомуницира со емит, значи не е никаков проблем, тие не се ниту тајни ниту нешто. Тие се за отворање на глас, да речеме за оние кои што имаат можеби говорни мани. Не е воопшто срамота, доколку чувствувате дека имате говорна мана, да отидете на логопед. Значи воопшто не е срамота. Бидејќи може многу да ви помогне логопедот, дали станува збор за дали станува збор за дали станува збор за други проблеми кои што може да ви се јават. Не е воопшто срамота. Иако има и вешки за тие работи, но ако не ги практицирате правилно, може да се направи и полошо. Чувствувам дека имаш уште нешто дополнително. За колку време следуваат гестикулациите природни, да не ги мислиш? На рацете мислиш или на фацијалните експресии? Јас, значи, пред да работам на национални медиуми, додека живеев во Прилеп и паралелно работев во локалната телевизија, истовремено бев во театарот во Прилеп 5 години. Најголемиот проблем што го имав јас со себе си, кога ќе застанев на сцена, ми беа рацете. Значи имав моменти каде што сакам вака да си ги откорнам, како активиту, да си ги извадам едноставно, да ги тргнам на страна, бидејќи не знаем што да им правам. Значи вака, како дегенче некој се така. И вака ќе ги задрате. Проблемот е во тоа што вие, ако ги мислите рацете цело време, многу чудна ќе ви биде и положбата на телото, значи ќе застанете вака како да ви се мокри. Доста многу лоши работи. Тука сега ми дојде на ум, кога ќе застанете на сцена, кога ќе погледнете говорница пред вас, а и да не е говорница. Немојте вака да не можам да се ви покажам да ме гледате. Нема да се качам на маса. Или да се качам. Ајде да. Не, за да видите сите го носете долу, значи, немојте носете вака да ги поставите, позади да ви дојдат вака колената и вака да застанете. Затоа што прво, овие мускули овде ќе ви се затегнат до тој степен што ќе почнат да ве болат носете за крав. А уште го ставате. Значи ќе ве болат многу мускулите и ќе посакаат вака да подклекнат колената. А тоа е многу лошо, замислете некој говор да ви држи вака. И автоматски вака положбата на телото и на крвот не е правилна, затоа што вака го оптоварувате целиот мускул што ви доаѓа во видео. Затоа едната нога ја пуштате малку напред и автоматски рвето доаѓа прав. И во тој проблем немате ниту мишање. Вака може и како треба, вака да може да ви се. Мислам, многу луѓе добиваат вакви работи. Вака се говоруваат, се држат за говорници, вака се пишат. Што никако. Едната нога секогаш вака малку понапред да ви оди. Така добива стабилност телото.
Тоа да го практицирате секогаш. На тој начин ќе бидете стабилни. Ако се случи да треба да застанете на говорница, немојте да сте разграбчиле вака говорницата. Има луѓе вака што ги изграбуваат говорниците и вака им доаѓа цело време на микрофонот за одат. Што не? Застанете си вака природно, како што е вака да речеме вака говорницата, не вака да е вака. Како вака. Само поставете ги рацете. Но, внимавајте. Како? Која позата? Напој ќе ти кажам. Но внимавајте. Ако немате искуство од говорење, кога ќе застанете на говорница и ќе ја зграбчите, истовремено ви доаѓа, мислам, ова многу звучи нападно. Истовремено ќе ви доаѓа вака со рацете да Знам како се тоа изгледа. Верувајте ми, ова е не толку смешно колку што се смешни вежбите за говор, например. Ќе ви кажам една. И цело време ќе тропате по говорницата и тоа се слуша се на микрофон. И вие може до утре да држите говор. Никој нема да ме слуша. Затоа застанете си фино лепо, вадете си го листот пред вас, без пенкало, ти со пенкало некогаш и дојде на луѓето да го патат. Без пенкало, држете си го листот и зборувајте си природно на тој начин. Нашиот јазик е многу трисмислен. Разбирам ја што гледате вие моментално. Сега ја видов Кока-кола на газирано, тоа одма ви кажувам да не користите пред настап, бидејќи ви одиде гласот за нигде. Друго? Кажи. Обично, кога гледаме дека некој држи говор, често се случува или да снима со главата или... Добро, тоа е афирмација и негација. И многу често нешто кажува, а ефект си вака главата очигледно да не верува во тоа што го зборува и може да значи дека лажи, може да значи дека не го штити. Дали кога држиме говор, за да ги натераме публиката да не верува во тоа што зборуваме и да се согласи со нас, е во ред дискретно да Не. Дискретно климање не значи да правите вака цело време. Не, кога веќе зборувате, кога сте во фаза на зборување, јас, например, сега додека ти зборувам тебе, ако цело време климам вака со главата, прво го затворам грлото, како ја спуштам главата надолу, така ми се затвора грлото и ја зборувам со главата на гласот. Јас тебе, например, можам да ти се обреќам, да подзастанам и да ја спуштам главата, али климањето секогаш оди во полза на слушаш, не на говорител. Кога слушам, може да климнам јас еднаш. Може да ти направам или да ти речам добро. Ако ти речам така, а потоа те нападнам за тоа што си го зборувала, тоа е многу погрешно. Јас сум ти рекол тебе така, па потоа те напаѓам, а претходно сум се согласил со тебе. Значи ги пазете, внимавајте многу на зборовите кои што ги употребувате кога слушате некого, бидејќи комуникацијска вештина е најголема да се научите да слушате. Ако вие не сте научени да слушате, тогаш вие воопшто не почнувате да зборувате. Ако вие не го почитувате правото на другиот кој што ви се обреќа и ви зборува и не го доислушате добре и ако го прекинувате, тогаш немате да очекувате некој од вас да ве почитува. Ама автоматски, ако ти не ме почитуваш мене, јас што имам да кажам, јас не гледам причина за дебата со тебе и не сакам да те слушам. Ти можеш сам до утре да се зборуваш. Ти и овците, толку. Да, климањето од аспект на говорител не. Ама сепак треба се внимава и да не се негиват, бидејќи многу кои што држат говор, не шат да главата, а тоа си го почне аспект се смета дека не верува што може да се претпостави дека лаже. Многу е ретко како говорник човек да излезе и да застане и да зборува и да мафта со главата во негација или во афирмативна страна, тоа е многу ретко. Во дебати да, но од аспект на слушач и од аспект на говорител.
Тоа е она што го кажувам. Добро, например, сега прв ми паѓа на памет Фрчковски, например, кога ми спорува, овој гледа вака директно, вака боба се пресне, и вака ви мафта со главата, или вака додека ви спорува, ви мрда со главата. Тоа е многу лошо, бидејќи испаѓа како да сте некоја кукличка, која што некој друг пак ја контролира, или оние кои што само главата им се мрда, знаете, оние кавајки не вака што ги имамо. Да, тоа во суштина не го практикувајте. Тоа е многу лошо. Држете стабилност на главата, држете стабилност на грлото, држете стабилност на говорот, држете стабилност на телото. Затоа и ви реков, кога ќе застанете на говорница, ќе застанете со едната нога малку понапред, или не вака да застанете со нозете, или не знам вака и како и да е, ќе застанете вака. И тука ви се, многу луѓе имаат проблем, например, со, да речеме, тремор во нозете, односно со тресење на колената, кога ќе излезат насцена и вака да ви се тресат колената комплетно. Во тој случај, најлесно е, за да не можат да се тресат колената, бидејќи не добиваат таква можност, е исто да си застанете така како што ви покажам. Може и да стане кој од вас така да проба да ги треси колената, во таа ситуација е многу тешко. И така не му давате на телото можност да ве контролира. Тресењето на колена, тресењето на раце, например, кога зборувате, да речеме, или тресењето или трепењето на гласот, се јавува во ситуација кога имате трема. Таа трема немојте да се обидете да ја изгубите. Вие ако немате трема, тогаш џабе сте излегли, значи не чувствувате ништо за тоа што го зборувате. Вие што имате трема, вие многу силно го сакате и го почитувате она што ќе го кажете. Вие изборете се со таа трема на начин дека ќе покажете на тремата дека вие сте посилен од неа. И извојувајте битката со тремата. Еве не мора никој од публика да ви значи ништо. Само излезете и сами на себе си докажете си кога зборувате дека таа трема не може да ве победи вас. Кога вие ќе се научите себе си да се изборите сами со себе и да бидете стабилни сами со својот ум и со своето тело, тогаш вие немате никаков проблем со публиката. Друг? Поведи. Здраво, ние се гледаме тука, моето прашање е за читањето на текстот при дијага настап, при обраќање кон публиката, колку е дозволено во текот на овие денови имавме ситуации во тешките денови каде што обраќањето на државниот врв беше читање од збор до збор, значи како тоа да се искорени? Тоа е недозволиво. Да, значи одмах ќе ви кажам. Тоа е недозволиво, ќе ви го кажам од општ аспект, значи не само од политички аспект, за да не ја завлекуваме на темата. Тоа може слободно на социјални мрежи да ме најдете, па ќе разговараме утре. Значи, ако нешто, тоа е поврзано и на оно што претходно го кажав, ако нешто вам ви е мило, ако вие силно верувате во тоа што го зборувате, ако вие сте искрени во тоа што го зборувате, вие не треба да читате. Мене кога ќе ми дојдат гости во емисија, например, да седнат спроти мене и сега немаат многу искуство, пати ми е слично, наваму натаму, јас секогаш им велам на гостите и повторно ќе ви забегам мометот, што ми е многу смешно од старт. Секогаш им велам на гостите, не се секире ако ти е прв пат, најдобро што те пратиле кај мене. Затоа што јас си муабетам со луѓето. И ќе ми речат дали може да си извадам подсетник да ми стои намаза. Не. Значи, јас тебе не те викам, ако си ми дошол, например, во емисија да разговараме за производство на црни табли и ти си стручњак, затоа што штом сум те викнал во емисија, сметам дека си стручна за производство на црни табли, јас тебе нема да прашам за спорот за името, се му спора кој сака. Значи, вие, штом сте си дозволиле себе си да излезете некаде, или штом некој ве повикал да се појавите во јавност некаде, да комуницирате со јавност, со публика, некој ве смета вас за стручен за тоа што ве викнале. И вие автоматски немате потреба да се подсетувате за нешто што вие си го познавате, нешто што вие го владеете. Зошто да се создавате сами на себе сериозен таков проблем? Во тој момент, кога имате говор да држите, а кога не сте сигурни многу во тој говор, тогаш дома извежбајте го говорот пред огледало. Значи, слободно посветете внимание и извежбајте го говорот пред огледало. Гледајте се себе си. Во денешно време е уште попрактично и да се снимате себе си. Значи, поставете си го телефонот
Вклучете снимање, не мора да го вклучите на фронтална камера, ставете го од задната за да не се гледате, да не си го одземате вниманието и снимајте се себе си. Немојте да се, леле, чекай, сгрешив, чекай да исклучам. Не, и да сте направиле грешки, со се грешки, снимете се, седнете и изгледајте се во тоа. Така ќе си во очите најдобро каде е грешката, затоа што ако вие сами на себе не си се допаднете, колку и да звучи ова егоистично, ако сами на себе вие не си се допаднете и не си го